Благодарам, заменик председателе. Почитувана колешка Лазареска, слушајќи ги вашите поправи за буџетот кој според вас е во супер кондиција, јас се прашувам зошто воопшто ние правиме ребаланс. Баш ка што ребалансот бил продуктивен, економијата била стабилна. Зошто тогаш, почитувана колешке, оваа стабилна економија не му помогна на вашиот градоначалник Константин Ѓоргиевски за да ги спаси охриѓани од новиот долг кој што планира да им го натовари пред да си замине за наредните 10 години. Значи, ајде да се подсетиме овдека колку пати и колку закони донесовме за финансирање на единиците на локална самоуправа само откако сме во овој мандат. Значи, откако државата им ги прости долговите на општините, откако им дадовме можност 4,5% од наплатениот просек на ДДВ, од изминатите 3 години да се префрли на општините во 2021 година, откако им дадовме можност за предимензионирање на приходите 50% повеќе од претходно, повторно и повторно размислувате за задолжување заради раздолжување. Јас не знам до кога вака. Ви оставивме одблокирана сметка и буџет со можност да реализирате капитални проекти и нормално да функционира општината, ама од сето тоа општината стана само превработена општина. Од ниту еден непродуктивен трошок не се откажавте, а сега ни натоварате 10 годишен нов долг. Значи, со СДСМ на власт, ние ќе имаме раст само на 3 параметри во Охрид. Долг, продуктивни трошоци и вработувања. Колку што со тие 183 милиони го средивте колекторот, толку и долгов ќе го отплатите, почитувана колешке. За жал, овој долг ќе мора да го враќа следниот градоначалник од ВМРО ДПМН, затоа што вие не сте власт која се грижи за граѓаните, а охриѓани доста име од вашата грижа за нив. Ви благодарам.